Почитувани, добар ден. Го гледате најновото издание на Црвена линија. Во јануари 2018 година тогашната влада го разреши директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Разрешен поради несовесно и невнимателно работење, летал со бизнис класа. 6 години подоцна, премиерот на Република Македонија на самитот во НАТО, поради неговата висина и проблем со колената, летал со бизнис класа. Премиерот се оправда, го болеле колената, но во која класа летале министрите и советниците, никој не кажува. Очекуваме новата председателка на Државната комисија за спречување корупција со дипломатски пасош да се ангажира и бргу да провери дали имало несовесно и невнимателно работење. Но по изјавата на премиерот, ако имавме како држава пристојно летало, ќе отидев, ќе го завршев самитот и ќе се вратев. Во Црвена линија ја поставуваме темата дали на Македонија и треба пристојно летало, авион што ќе го користи владата. Имаме и прашање плюс, ќе го поставиме во рамки на активната дискусија во живо во Црвена линија, но секако е поставено за сите оние кои што не следат на Инстаграм. Ако не сте меѓу нив, заследете не и одговорете веднаш. Кој треба да лета со бизнис класа? Бизнисмени или политичари? Имате две опции за одговор како што гледате. Да, не, кликнете на вашиот одговор. Во проценти пресметано ќе ги соопштиме резултатите таму некаде конкретна Црвена линија. А за почеток на оваа Црвена линија ќе ве потсетиме дека за учество во истата треба да се заврти добро познатиот телефонски број 02307-005, да се намали целосно тонот на телевизорот и секако не заборавајте, зборувајте само преку слушалка, не користете интерфон, спикерфон, за да имаме добар квалитет на слушањето, односно технички целосно да сме подкрепени онака како што треба. Ако сте позготвени, можеме да почнеме, па да видиме дали го имаме првиот гледач или гледачка. Добар ден! Добар ден! Кој треба да лета според вас со бизнис класа? Бизнисмени или политичари? Политичари. Добро. Дали тоа значи дека на нашата држава и треба пристојно летало, авион кој што ќе го користи владата? Ние имаме пристојни летала и нема потреба од други летала да имаат. Најмодерни, најпристојни и најбезбедни. Со тоа што секој си има право, ако сака во поголема бизнис класа, да си плати плюс, а не на товар на државата. Како што сте сега моментално во криза, каде што има некои нема први со први да го состава, па во бизнис класа да лета, доплати си пријатно со здравје. Ето, секоја доплата си носи своја. Тина имаме едно прашање ванова да ја постави. Претходно село кај вас. Во село Кучково, од место викано Габерче до Свети Трипон немаме поставено инсталација за водовод. Немаме вода за пиење. Ве молам да поставите такво прашање и да го викнете градоначалникот да види што се случува. Јас ќе ви поставам исто едно прашање, дали ги контактиравте пред се од водовод и дали надлежните еве реагираа на тоа што немате пристапност до вода? Бевке градоначалникот вика таква инвестиција моментално е многу скапа. А ние имаме и фондови, со тоа што може да ни помогне, додека соседните села како имаат сите водовод. Никишта не има, каде што се претезно албанци, додека Кучково, да нема пакете на национална база, додека Кучково од Габерче до... Така, благодарам многу. Верувам дека јавноста со оглед на тоа што директно се вклучувате во Црвена линија. Со поставувањето на вашето прашање ја слушна проблематиката, секако и како редакција на Црвена линија ќе пренесеме до надлежните во нашата куќа да го разгледаат и тој проблем. Но да се навратиме на темата за која што денес зборуваме во Црвена линија совест. Прашањето е дали на Македонија и треба пристојно летало, поточно авион, кој ќе може да го користи владата. Добар ден! Добар ден! Ке ве мола малку погласно, слабо ве слушаме. Слабо? Добар ден! Имам добар глас? Добар ден, сега е веќе подобро. Повелете. Поздрав од Руме. Голем поздрав и до вас. Сега вака. Христијан Мицковски е добар човек. А што има проблем со колената и има проблем исто ко него. Не може да одам. Такви случаи има, да знаете.
Не лажите. Не е Мицкоски како оној од Муртино. Мицкоски е добар човек. Ние не зборуваме за нели дали се добри или лоши луѓето, и ве што мислите дали на Македонија и треба пристојно летало, авион што ќе го користи владата? И треба. Треба да има. Пристојно летало треба да има. Според вас, кој треба да лета со бизнес класа, бизнесмени или политичари? Па политичарите и бизнисмените, ако имат потреба. Некои да имат потреба од политичарите, некои од бизнисмените. Има случаи разни. Разни луѓе, разни чуди, што веле Србини. И така не е тоа, толку не е будала Мицкоски. Овие ова да пред него побабеше, што правеше ова од Муртино. Све даде. И името и све. Ние сме македонци. И јас сум македонци и македонци умрам. Добро, благодарам многу за одговорите во црвена линија. Уште еднаш ќе подсетиме конкретно прашањето во црвена линија, дали на Македонија и треба пристојно летало авион што ќе го користи владата. И сега ќе го поставиме и анкетното прашање до секој некој што ќе се вклучи во црвена линија, а тоа е кој треба да лета со бизнес класа, бизнесмените или политичарите. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме, имаме некого или да преминеме веднаш на коментарите? Сега ќе ве подсетам, не заборавајте, можете да не заследите на Facebook, нашиот профил останува црвена линија, таму редовно се објавуваат темите за кои што зборуваме во живо. Со вас па таму и преку коментари и споделување можете да земете активно учество. Ќе подсетиме да го заследите и профилот на Телма телевизија и таму е објавена темата, Инстаграм, задолжително, се со цел да се зема активно учество во денешната анкета. Да продолжиме со вас во живо или да преминеме на коментари? Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Поздрав до емисијата. Благодарам. Многу сум изненаден од изјавата на Мицкоски дека го болеле колената кога како коза се качува, извинувам за ова, како коза се качува на планињето скоро секој месец. Значи, и да прашам дали и син му го болат колената на тоа патување? Ајде да се навратиме на тоа. По себе ова, дали сметате на државата и треба пристојно летало авион што ќе го користи владата? Значи, државата не е како Русија да има некои пристојни летала, тоа може само кај Путин таква работа. Значи, ние сме мала држава, таков авион не ни треба, но ни треба малце скромно. Значи, еве, да му се заблагодариме ние на Мицкоски со малите примања што ни ја зголеме платата, значи за една пакета цигари фактички. Како не му е срам, бе? Дали тоа треба да оди во етер дека е зголемена за 170 дена? Значи дали после гледаме секој дневно што се случва во Прилеп, каде цели месеци буквално ни ја пумпаја главата со бехтелијенка криминално, значи луѓето си штрајковаја, ги поддржваја, па сега со полиција ќе му ги растурат. Значи Мицкоски се што кажа се излага. До кога ќе би? Кој треба да лета според вас со бизнес класа, бизнесмени или политичари? Па и бизнисмените. Добро, благодарам многу за учеството во црвена линија. Во продолжение напомена, не заборавајте, 90 секунди е време траењето на едно јавување. Оние кои што сакаат да се доискажат, сега повторно завртете го телефонскиот број. Добар ден. Добар ден. Ако може малку погласно. Добар ден, добар ден. Добар ден, одлично е сега, не мора да викате до толку. Па што да правам, може да ми слушалката малку се ја помрла. Ништо страшно. Дали треба еве да почнеме веднаш на главното на Македонија, дали навистина и треба дополнително летало авион? Тоа е факт. Тоа е факт дека треба секоја држава да има летало авионче за 20-30 луѓе, како иде тоа, сада не зборам многу. Меѓутоа, не сум знал дека Мичкоски го болеле колената затоа што почна одма да се сопка како дојде премиер. Многу почна да се сопка. Замислете дека деца има со сладолед патат, а својот син он го однесе таму. Гревота, жалосно.
лигаво, како да се изразам. Не знам, јас се извинувам ако грешам, али за мислам ќе сте проверили када е после година дена пред времени избори, да видиме колку ќе добие. Ајде, според вас, кој треба да лета со бизнес класа? Бизнесмените или политичарите? Добро, продолжуваме понатаму. Добар ден. Проблем. Повелете. Ало, Ве слушаме, повелете. да, мислам дека сите можат да летаат. Зашо да политичарите да не можат да летаат? Ало, Ве слушаме, продолжете. Значи сите, целиот народ може кој сака да лета со бизнес класа. Добро, зашто понатаму. да не? Така, добро. Затоа што бизнес класата не само што е покомотна, тој за цело време треба да размислува што ќе кажува таму. А некој кој што сака да лета со друг авион, односно и друга класа, нека е во друга класа. Али за ова влада, за овие луѓе кои што ги избравне, мислам дека тој што треба, или дали здравствено или не, или волјата сака да ја исполни остало покомотно, ќе се осеќа и само ќе биде спремен за дискусија. Дали сметате на Македонија дека и треба едно пристојно летало авион кој што ќе може да го користи владата? Мислам дека имавме ние авион и тој авион се виде како заврши. Прво, ние не можеме да го поправиме со месеци и не можеме редовно да го користиме. А вака кога ќе закажат, тогаш можат да патуваат. Благодарам многу. Благодарам многу и вам. Останете секако со нас да слушнете останатите гледачи какви одговори ќе дадат. Добар ден. Ало, Добар ден, во црвена линија сте. добар ден, господја Тинче. Како сте, господине Златко? Верувам дека сте вие на црвена линија. Да, добро, вие како сте? Добре, благодарам на прашањето. Дали на Македонија, господине Златко, и треба летало авион кој што ќе биде користено исклучиво за потребите на владата? И треба, ако сакаме да имаме добра влада, министри, се тоа, и да не во светот поштуваат и цена, треба нашите луѓе да се возат со наши авион. Или владата имаше таков авион порано, сега тој лирчето треба да се поправи, а треба за поправка да дадат 1.000.000 евра. Тоа е скапа инвестиција, меѓутоа колку се средства покрадени, господја Тинче, тоа неминовно и треба. И не треба да се народот тврда, не му треба ова, не му треба она. Никој не лаже, добро си работи владата и сите на својата функција си работите добро и имајте убав ден и вие, и нашата, и ваша Телма телевизија. Благодарам за убавите желби. Секако ви посакуваме да останете во добро расположение и со програмата на Телма телевизија во овој момент со најновото издание на Црвена линија. Добар ден! Добар ден, Тина. Добар ден, голем поздрав и до вас. Дали на Македонија и треба пристоен авион? Па сигурно дека и треба. Ако сакаме да видиме држава како што се и другите држави, а не како претходно што бевме, и треба. А дали треба да се возат овие министри, ја мислам дека они требале да се возат, пошто треба да зборуваат таму, да се концентрираат, а не бизнисмените, пошто ги знаеме какви се нашите бизнисмени. А ова за Мицковски што се возел, па добро, пред тоа никогаш не се постави прашањето зашто претходниот носеше цела фамилија. Сега за син му го однел, бука и бука, ја срамота стварно ова. Значи не можам да сватам. Човекот е толку приземен и поштен и да се збори зашто одел, зашто седел, уште да прашаат и со кого Значи, спијал. според вас, подобро е политичарите да користат Да. бизнес класа, отколку бизнесмените, колку што ве разбрав? Политичарите треба, пошто треба да размислуваат што прават,
да работат како што треба, а бизнисмените нека си одат како што треба по нивно. Така. Јас така мислам дека политичарите и да не зборуваат цело време Кристијан вака. Така, благодарам многу еве што споделивте со јавноста кои се вашите ставови. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете во црвена линија сте. Дали им треба бизнис, така? Дали на Македонија треба едно пристојно летало, авион кој што ќе може да го користи владата? Ја мислам за владата не треба пристојан. За бизнисмените да. А да се концентрира за подобро да збореле мало сутра, што викаат. Мало сутра, па ќе го напише на лисик и ќе си прочита таму, како до сега што брат. Си чита и готово. А без да се дали премиерот колената или и другите со него што били, нив ги боли колената. Ако иде со приватно како? Ки си плати, а вака лесно е од државни пари. Од државата да плаќаш. А според вас се уште еднаш да слушнеме дали има неопходност да се обезбеди што поскоро летало авион кој што ќе може да го користи владата еве за вакви посети? Па добро, за вакви имаше авион, не знам каде ми авионот, нека го поправат, нека го зашто да купуваат, но нека се поправи, ако е хитно нешто, нека летат. А пристоен да биде вако, да биде, не знам, само пари, тоа трошкови се. А за бизнисмените, да, треба авион да имаат. Дали политичарите треба да летаат со бизнис класа или бизнисмените? Бизнисмените. Така. Ето. Благодарам на... Секако благодарам на вашите одговори. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Дали според вас еве и треба на Македонија специјално летало, авион кој што ќе биде во полза на владата за да може да оди на вакви настави? Не и треба за пожари, гаснење, за хитни случаи, повреди, мовреди по планини, такви работи, за такви и треба, а не за вакви работи. И тоа е. Според вас еве кој треба да лета со бизнис класа, бизнисмените или политичарите? Ма никој, какви бизнисмени, никој не треба. Па политичари воопшто со наши пари они летат, што па и тоа. Тоа е се? Добро. Ајде. Ако е тоа се, благодарам и некои од гледачите се покуси од своите нели вообичаени 90 секунди, но и доволно јасни. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Да се на темата. Така, малку погласно би ве замолила. Треба да се има авион државен и тоа да биде исклучиво на влада, затоа што таа е представник на државата. А овие луѓе што се јавува и толку не знаме од каде таа малициозност, дрн колената ваму таму. Нека обезбеда тоеш тие претходните што беа на власт авион, па пристојно да се оди. Или можда со точак нека му им купа, па со точак нека ода. Срамота е така да се дискутира дали требало или не требало. Како не требало? А бизнисмените, тие ќе се одлучат. Дали ќе одат со бизнис класа, или со економска класа, или приватен авион, може да има зајав и компанија, па ќе се оди со приватни авион. Само мене не ми е јасно стварно. Сите се скоро возрастни луѓе и така да дискутира, жалосно. Благодарам. Благодарам и вам што споделивте кои се вашите ставови во однос на денешната тема. Добар ден. Сум јас на линија. Да, и ќе мора погласно. Важи го договорено. Па вака, прво јас морам да поставам прашање. Дали тој што ги конструира авионите, ги конструира према луѓето или има некој стандард, значи кој што го почитува авионот, која висина, ширина, должина да има. Па да не болат нозете, да можеме да влеземе во тие авиони, дали ќе бидат бизнес или редовни или не знам какви,
Значи, ние сега бараме во јајцето влакно. Го болеле господинот нозете, не можел да оди. Па дај да ги качиме на магариња, па нема да ги болат нозете, ќе ги матаат и ќе отидат до тамо кај што треба да отидат, а полго да не одат, затоа што нашите политичари и бизнисмени каде одат, само растураат, ништо не допринесуваат за нашата држава. Ја не сум задоволен од ниеден политичар, не сум задоволен од ниеден бизнисмен, затоа што тие сите секаде го гледаат само личниот интерес. Воопшто баш им е гајле, зашто ние тие пари ги обезбедуваме да патуваат каде сакаат. Сега, ако не му одговара со редовна линија, затоа што тој бизнес класа или било каков тој авион не оди побрзо. Исто, значи иста брзина, исто се, само, значи, они бараат луксузи. Па луксуз ки си земеш, ако сакаш ки си доплатеш, а ова редовното ќе му платиме ние, а останатото, значи, сам од свој джеб ќе си даеш. Затоа, само... Ке подсетам 90 секунди е време траењето на едно јавување. Благодарам многу и вам за учеството. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Во црвена линија сте. Поздравувам, голем поздрав и до вас. Се слушаме? Да, ве слушаме. Еве, сметате ли Добро. дека на Македонија треба летало авион кој што ќе биде во служба на потребите на владата? Гледам дека многу касни гласот од Телеком. Вака. Дали на Македонија треба пристојно летало авион? Па зависи што очекуваме од премиерот и од министрите. А ако сакаме да се меѓународно активни, апсолутно им треба. Значи, треба да стигнат у вистинско време на вистинско место. А вака со редовни линии, прелетување од еден во друг авион, сега господин Мисковски не го познавам лично, меѓутоа мислам дека е повисок од просечна висина, 180 да речеме. Сигурно има човек од 1,90 м. Не знам колку, меѓутоа предпоставувам. И нормално е човекот да има пошироки седишта, пошто преку океански лет тоа стварно е напорно. Да стигне таму и да биде присутен на некој важен состанок, нели? А ако сакаме човекот да седи дома, да не биде активен меѓународно, како што беше Бранко Црвенковски уплашен, да не губиат ако иде со авион некаде, како што му се случи на Борис Трајковски, Бранко Црвенковски не мрдна од Македонија. Благодарам многу за јавувањето во црвена линија. Ке подсетам оние кои што нема да успеете да се вклучите директно во живо во црвена линија, можете да земете учество преку ваши коментари на нашата Facebook страница Црвена линија, како и профилот на Телма телевизија на Facebook. Добар ден. Ало, добар ден. Господине Љупчо, дали сметате дека на земјава и треба авион, пристојно летало, кое што ќе биде во служба на владата? Па една баракуда или овие Боинг 737 или да не речемо од овие А350 Airbusите би требало да купи државата, затоа што ние знаеме кај што води еден, 10 да води. Никој не го поставува прашањето за моралот и за етиката. Ако хрватите и словенците отишле по четворица делегација, зашто ние бевне 50 души делегација, да кажеме. Ние знаеме официјално 21. Ама никој не каже што барале директорите на македонска телевизија и некои други останати таму. Третата работа, како може на иста дестинација 4 министри патуваат со исти авион, на иста дестинација 4 различити цени на карти, сакам да ми одговорите. Мене тоа ми е чудно. Ај, ова што го болеле, нозе го болеле, знаеме. Ама како може четворица министри во иста класа се возат, на иста линија со исти авион, 4 различити цени на карти? Зашто отидоа 21 човек да ги прашат? Што толку беше битна нашата делегација или имаше опасност, па мораа 21 да бидат? Според вас, кој треба да лета со бизнес класа? Бизнисмени или политичари? Ајде, нека не пазите, нека лета и председателот треба да лета со таа класа. Меѓутоа, дали ме разбирате? Знаете, стои да кажам, знам дека ќе ме нападнат овие партиски приврзаници, а на крајот ние имаме авион Learjet од Гуеме, тој мислам за околу 20 луѓе. Нели после падот на Борис Трајковски државата купи нов? Така, благодарам многу. Малку ќе се префрлиме на X платформата.
Секако и таму имаше многу реакции, многу коментари, па еве што издвоивме да погледнете во рамки на црвена линија. Инаку, еве една информација, се разбира, оние кои што користат авиолетови знаат дека цената на картата на авионите варира, односно зависи кога е купена картата. Ако е купена порано, уште многу порано, тогаш цената знае да биде многу пониска. Ако се купува нели во последен момент, исто така се менува цената, така да никогаш не е фиксна во рамки на различен период. Април Онил еве што напишал на X платформата. Колината на овие фудбалери, кој знае какви биле на надпреварите, да не си им во кожа. Ама затоа македонскиот премиер се возеше во бизнес класа за да може да биде подморен и подобро да размислува. Зошто мозок не користи за тоа. The men's Bosnia and Herzegovina basketball team are flying economy class with no leg room. Еве ова во превод значи дека машката репрезентација во кошарка на Босна лета во економска класа со не толку простор за нозете, всушност представена фотографија. Ако може да покажеме, ве молам да не зборам, за да може да видат гледачите. Јусуф Нуркич, кој што е висок 2 метри и 13. Ете, велат, покажавме, имаме, секако желба имавме да видат убаво гледачите додека преведувам, но како и да е, одиме понатаму, одиме со главното прашање. Дали на Македонија треба пристојно летало авион, што ќе го користи владата? Ало? Добар ден. Добар ден. Дали сметате дека на Македонија треба пристојно летало авион кој што ќе го биде во употреба на владата за еве вакви самити? Имаше Лирджет, не знам каде и по каква состојба е. Со оглед на нашите можности, тој е доволно пристоен авион кој што на континентов може да се користи и соодветно. Меѓутоа, што се однесува до патувањето, видите, не знам, луѓе околу прв пат да слушаат. Порано и сегде во пристојни земји постои правилник за лет за користење на превоз и сместување. Значи, да речеме, премиерот требало можда да користи и прва класа на тие меѓуконтиненти летови на подолги дестинации, кај што има посебен третман и дупло кошта картата, ли тоа само премиерот. А другите подолу се кажува кој е ниво на работа, работно место има право со што да лета. Разбирате, тоа така беше секогаш и сегде. Сега не знам што се дигна волку джева за цела ова работа, очигледно можда и немаат правилници или кој како сака решава, ме сваќате? Тоа е моето мислење и тоа ми е позната област, пошто порано сите сме патувале, знаеме како тоа изгледа. Ме сваќате? Ни ве слушаме. Молам? Тоа е се? Нешто... Да, па кажав се, јасно е, благодарам. Добро, благодарам многу за учеството во Црвена линија. Добар ден. Намалете го целосно тонот на телевизорот. Добар ден и намалете го целосно тонот на телевизорот. Ве молам. Ево, намален е. Не знам дали преска бев уклучена во Црвена линија. За прв пат се вклучувате, барем јас прв пат ве слушам, повелете. Добро. Дали можам да кажам дека вашето прашање... Ве слушаме, повелете. Дали вашето прашање не би требало да излезе во вашата почитувана куќа? Вакво прашање не би требало да коментираме ние гледачите. Па добро, не сметате ли дека тоа е ваш одговор, дали не треба да има владата пристојно летало авион со кој што ќе може да патува на самити, настани од важен карактер? Без разлика од која влада, дали претходната или ова, треба да има владата авион кој треба да го користи. Значи тоа е за потребите на Република Македонија. Не е за нивна приватна потреба. А бизнисмените, ако сакат да патуваат, нека си платат бизнис класа каква сакат, нека си платат, а владата не треба да се коментира ова. Па еве, добро е, значи имате одговор, тоа сакавме да слушнеме. Да, треба да има, како не треба да има. Ама вашето прашање како прашање, дали треба да има, не треба то прашање да се поставува. Срамота е. Пријатно. Благодарам. Ние сметаме дека сите гледачи имаат различни ставови и мислења, прашањето е едноставно и јасно.
Значи, дали на Македонија и треба пристојно летало, авион што ќе го користи владата? Да слушнеме што ќе кажат останатите гледачи. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Па владата има пристојно летало за низ Европа, тука низ континентот и до Азија, например, близко до Африка. Лирџетот е сосема доволен, јас не знам што бидно со него, оти не е спомнат. За овој лет не беше предвиден лирџетот, бидејќи е преку океански. Лирџето нема токав домет за да може дози до преку океанот. Било каде, Америката, Австралија или било каде, а и толку многу и не патуват од владата и од тие органите горе што се толку не патуваат далеку преку океанот, туку претежно се тука низ Европа. До Брисел, до Париз, до тие се дестинациите кај што патуваат владините луѓе. Така да нема никаква потреба да има некој посебен авион за еден лет годината, например, затоа може да се користат комерцијални летови на други компании. Не, мислам, а сега на некој долги му биле нозете. Не му се долги нозете, ништо не е. Тоа е само некој си изговор таму. Па требало да седи во некоја супер А класа и што ќе... Тоа се изговори, тоа се... Кајте, цела репрезентација босанска се возела со обичен авион. Благодарам многу за јавувањето во црвена линија. Одиме повторно кај коментарите на X платформа. Джесика Джонс напишала: док си премиер, патуваш со бизнес класа, после патуваш во гепек и така. Ние прашуваме дали на Македонија треба пристојно летало, авион што ќе го користи владата. И според вас, кој треба да лета со бизнес класа, бизнесмените или пак политичарите? Добар ден. Дали се слушаме? Да. Многу слабо ве слушам, морам да признам. Ајде, еве, повторно. Сега веќе подобро, повелете. Добро, повтор пат се јавам. Само имам прашање, зашто и прошлиот пат и сега ми сврлате од линија? Кого ја повредив, кого ја навредив? Одговорете ми тука јавно пред овие луѓе што се јавуват. Кого ја повредив? Што ме вие мене исклучивте и прошлиот пат и сега? А не ли мислите дека линијата се прекинала? Не. Вие ме прекинувате оттаму. Најверојатно така сте. Значи, моето мислење имам право да го искажам. Ама еве се вуете повтор пат, ако не сме го сакале вашето мислење, немаше да ве пуштиме. Има деца кои патат за сладолед, а он го води детето у Америка. Кој е правдата? Кажете ми ја вие тука. Ставите го прстот на глава малку. Ајде, еве, кажете ми во ред, кажете ми дали сметате дека треба Македонија да има едно пристојно летало? Па ви кажам дека треба да има, за секоја држава треба да има. И кога треба да полети, и кога треба да стигне. А не може да се вози со автобус и со точак. Ете, тоа не е темата така. И кој треба според вас да лета со бизнес класа? Бизнесмените или пак политичарите? Само ти ви кажа дека е бизнес. Бизнесменот треба да стигне на време, го чека работа, го чека пари, треба да обезбеди работа, пари за луѓе, за плати, што ти ја знам, и он има пари да плати кафе и мате. А он што го болеле колената, нека си оди одма у старт. Јас сум го гласал и нека и реков биќе понова. Нека даде предвремени избори, па да ви... Добро, благодарам. Ете, тоа е она што сакавме да слушнеме и никој не ве исклучил, бидејќи да сакавме да не учествувавте, немаше да бидете повтор пат во црвена линија. Така да никого не исклучуваме, освен доколку линијата црвена не се активира и се потребуваат погрдни зборови, се разбира говор на умраза, говор кој што алудира на насилство. Тоа го знаат сите гледачи од првиот ден на првата сезона од црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Здраво. Здраво. Па еве, сметате ли дека е време Македонија конечно да има едно пристојно летало авион кој што ќе биде во служба на владата? И како не, па јас сум секоја за тата да добие пристојно летало. Да речеме оној авионот на браќата Рајт, кога прв пат полетале пред 120 години, таму 120-30 години, само за нив таков авион. Колку што допринеле за државата, не само оваа влада, предходните влади до сега,
Само таков авион, максимум до Пайпер. Значи овие Пайперине што ги користеа за комарци таманење, само такви. Оној Кингеров што беше, што го имавме едини таму на лагер, што падна у Босна, тоа е премија за нив. Реков, ја Пайперче или на браќата Райт, тоа авиончето што го прв пат направиле, и што повеќе. Овие не заслужуваат да ги пусти свешки по Америки дидат или по било каде. Овие кажат само штета, зијан и зулум на државата и правата. Значи, јас секојаш ќе бидам критизер на било која власт, затоа што ни една власт не гледа за интересите на државата, на моите интереси, своите интереси, на своите деца, на моите деца, него си гледа само своите лични интереси. Доволна беше појавата со колена на нека на една телевизија, да не спомнам бидејќи. И уште ова, кој треба според вас да лета со бизнес класа? Бизнесмените? Со бизнес класа си летал само тие што има парички, што ги спечалиле со бизнесот. И си лет со бизнес класата, кој си има пари своји, нека си плаќа, нека си лета. Добро, благодарам многу. Ајде сега да преминеме повторно на X платформата. Имаме и коментар од Чак на Норис кој што напишал: мислам дека не е проблемот за летањето на премиерот со бизнес класа. Проблемот е за свитата околу него, која исто така летала во бизнес класа. Што може би не би било проблем ако не квича дека Кјора банка нема во буџетот. Кој треба според вас да лета пред се со бизнес класа, бизнесмените или политичарите, и сметате ли дека е конечно време државата и да има свое пристојно летало авион што ќе го користи владата? Добар ден. Добар ден, поздрав. Поздрав до вас. Владата треба да има авион. И то ако нема, треба да го купи авиончето. А кој ќе патува со бизнес класата? Со бизнес класата може да патуваат тие богатите бизнесмени за кои што им е потребна таква ситуација и такво возе летање. А владата треба да има, и што се мешаме ние сите овде договорници, копуци, опинци немаме, па со владата ќе се токмиме. Па треба владата да си патува со авион. И нека не се занесува, некој имал некоја викендичка, па влада е, бре луѓе, влада на Македонија треба да се вози, готово. Што туку од Любомора, од Савит, јас не сум за ова влада, не гласам, ама владата на Македонија треба да има. И да не се мешат многу некои садисти да ни требало да има и да нема владата. Токму и го поставуваме прашањето, ве молам, значи затоа и поставено за да слушаме граѓаните, има различни мислења, така да ете во црвена линија го поставивме ова прашање и ете слушнавме кој е вашиот одговор. Благодарам многу за учеството и секако драго ни е што дури кога сте во Германија и во Македонија редовно не следите и учествувате во нашите дебати. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Благодарам. Вака, со бизнес класа треба да се водат нормално, да летаат бизнесмените и то точка. А дали македонската влада треба да има летало соодветно? Да, треба да има соодветно, ама во случајот може би треба да има две летала. Едно за оние ниските, едно за високите политичари. Затоа што имаат проблем со колената. Сега овие од ДПМН и нивните поддржувачи ги боли кога ќе испомнеме колената на премиерот. А они кога го спомнува абдоменот на Ковачевски, убаво им беше. Колку навреди прими тој човек од нив? Малце нека размислат, нека разберат, нека видат наназад што зборувале. Па после сега да реагираат. Значи ова е срамно со нашите политичари што се прави. А најсрамно е што си го зема детето со него да го вози да го носи на таков самит на НАТО, на политички, што немаше, ова е толку ниско за мене. Значи, нас темата денес не тоа го ве прашуваме сите вас. Сметате ли дека е време Македонија да има собствено пристојно летело токму за вакви потреби? На нашиот политички врв колку што е толку, треба да има толку. Меѓутоа само тоа го спомнав дека не треба да се навредуваме. Треба да гледаме да работиме честно. Тоа ми беше целта, затоа спомнав на другото. Ви благодарам пријатно. Благодарам многу секако што дадовте одговор на нашето главно прашање во ова денешно издание на Црвена линија.
Добар ден. Добар ден. Одиме веднаш на коментар и верувам ете времето до следниот гледач или гледачка ќе биде исполнето токму и со коментарот на Владко од X платформата. Напишал: Груја се возеше со Мерцедес од 600.000 евра. Заев со хеликоптер одеше низ Македонија. Мицковски лета со бизнес класа. Следниот премиер може слободно со Space Shuttle да се прошета низ Вселената. Драги мои, дали сметате дека и на Македонија и треба пристојно летало авион кој што ќе го користи владата? И според вас, кој треба да лета со бизнес класа? Бизнисмените или пак политичарите? Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Добар вечер. Повелете. Моje мислење не треба да има авиони. Најубаво да има вагарешки авиони. Вагарешки вагон со кој ќе се возат политичарите. Меѓутоа, знаете што сакам да кажам друго? Вие како телевизија, ако нема некоја случка пред вашата емисија да почне пред некој ден, вие буквално нема што да направите на телевизија и нема што да дадете. Вие се занимавате само со вакви работи, рекла казано. Дали, чекајте, зборуваме за црвена линија. Дали сметате дека хигиената во градот, да речеме, хигиената во државата е рекла казала тема за вас во црвена линија? Душо, денеска не е хигиената, денеска е за авионот. Ама не, вие велите дека ако имаме 3 теми, јас не ве разберам тогаш дали ви пречат темите во црвена линија што ги дискутираме од граѓаните за граѓаните. Душо, да кажам, а ќе дозволите ли да кажам? Ќе дозволите ли? Ве слушаме. Ако слушате, слушате. Вие секој ден се занимавате со случките што направила владата, што кажал министерот, а не се гледате вие самите дека треба да бидете малце по-културни. Не се, например, Зозе, вашата новинарка, на Мицковски не му даде да одговори на ниедно прашање. Вие се вклучевте во црвена линија и нормално е дека ве слушаме како редакција на црвена линија и ми веруваме дека имавте коментар кон темите кои што ги поставуваме. А црвена линија, по кој знае кој пат ќе повториме, е креирана и создадена простор и место и ми се чини и од таков тип емисија каде што граѓаните имаат апсолутно право и да учествуваат и секако оние кои што се надлежни и се грижат за граѓаните да слушнат како се грижат за граѓаните. Ако сме зборувале на многу теми, наред дојде и оваа тема. И ги ве прашуваме вас како граѓани, дали сметате дека на Македонија и треба пристојно летало, авион кој што ќе може да го користи владата? И секако според вас, дали сметате дека во бизнес класа треба да летаат бизнисмени или политичари? Добар ден. Добар ден. Повелете. Како не треба, и поевтино ќе биде неголи како сега со туѓи авиони да летат. Сега не може преку океана за Америка дојде со малите авиончиња што ги има. Нели леташе Заев кога се враќаш од Германија корече од Европска унија кога ние сме Европската унија. Нели леташе Заев таму со Османи и со сите. Нели леташе он со авионот. Нели одеше со хеликоптер за прилет. Нели одеше? Слушам ја нева госпожа претходната Заев Мицковски синус си го одил. Зашто не речете госпожо беше ступанчески софета и на утакмица на туѓа сметка? Според вас, кој треба да биде корисник, односно да лета со бизнес класа? Бизнисмените или политичарите? И политичари и бизнисмени. Ако немаме друго, мора да лета со тоа. И сега сакам да кажам, Ковачевски, нели си ја водеше жена му и двете деца за Њујорк оди? Нели ја води керка му за Италија? Сите траат тука што се тие безес. Нели они воде? Чи беше тие? Кој ја плакеше тоа патување? Колку плакеше? Плакеше го државата, ние од нашиот гроб. А преходната госпожа и брење колената. Па срамота и ниско е тоа да го спомнувате. Ајде да повториме кој беше вашиот одговор. На Македонија и треба ли пристојно летало во служба на владата? Чека, како патуваше господино со Радев. Добро. Благодарам многу, дојде време, мора да ги погледнеме рекламите.
рекламите, време е како што и секогаш е ред да ги соопштиме и резултатите од денешната Instagram стори анкета. На прашањето кој треба да лета со бизнес класа, бизнесмени или политичари, еве како одговорија оние кои што не следат на Instagram. Со да одговорија 58%, а со не одговорија 42%. Благодарам многу за учеството, секако и големата активност од ваша страна и во ова денешно издание на Црвена линија. Секако сите вас од Црвена линија ве поканувам да полетаме во една неверојатно убава класа. Таму се служат награди, она што е најважно, главната награда е телевизор. Верувам дека претпоставувате за каква класа станува збор. Квизот заврти на Телма, се гледаме за кусо време.